Добро вечер, победничко Куманово! Добро вечер, наше Куманово! Добро вечер, почитувани сограѓани. Драги пријатели, добро вечер на сите што несебично ни ја давате поддршката и кои го правите македонецот повторно достоен, вреден за ова бесценето парче земја за нашата татковина, за наша Македонија. Благодарам што сте овде со нас, што несебично ни го давате вашето време, вашата енергија и вашата поддршка. Вие сте луѓе кои веруваат во праведност и кои се одлучни да стојат на вистинската страна на историјата. Во срцето на нашата историја лежат лекции за предавства, вистини и политички пресврти кои го формираат вечниот борбен дух на наша Македонија. Нашиот пат е обележан со предавства на оние на кои сме ја дале таа привилегија да бидат наши представници и бранители на нашата чест. Представувајќи се лажно, но покажувајќи го само едното од двете лица кои граѓанинот сака да го види. Македонија секогаш страдала од велепредавството на своите синови. Оваа болна вистина, констатирана од нашиот Гоце Делчев, слава му, ни кажува дека нема посилен непријател од натрешниот и дека историјата, иако често простува, никогаш, ама никогаш не заборава. Време е Македонија да ја научи својата лекција од минатото, за да остави држава на идните генерации. Држава како што на нас, нашите предци, со нивната крв и пот ни ја имаат создадено и оставено. Се одваживме и покажавме, први начело со председателот Максим Димитриевски, дека ниедна функција, ниедна привилегија не е поважна од зачувување на историскиот континуитет. Нема менување историја, нема виткање кичма и нема обезличување на македонскиот народ, бидејќи без македонци нема Македонија. За жал, нашите закони кои треба да бидат темели на нашето општество и да го оделат редот од хаосот, честопати изгледа како да немаат повеќе тежина од парче хартија на кое се напишани. Ова е видливо во сите сфери на општеството, на општественото живење, како што се здравствениот систем, образованието и економијата, каде што корупцијата и нееднакоста ја разоруваат надежта на секој граѓанин во Република Македонија. Ние сме тука да предложиме конкретни решенија за трајни промени. Нашата програма, Проглас за достоинствена Македонија, се залага за револуција во правосудниот систем, каде што правдата е столб на општеството и каде корупцијата нема место. Правда е еднаква за сите. Можеби најважна мерка, зголемување на казните за злоупотреба на службена положба и овластување, со казна затвор од минимум 10 години. Казните треба да бидат строги и неселективни, за да се обесхрабри секој обид за корупција. Нема заборав. Воведуваме принцип на незастарување за делата на криминал и корупција. Престапите против државата и нејзините граѓани не треба и не смеат да бидат заборавени или игнорирани со текот на времето. Правдата бара компетентност, зајакнување на капацитетите и интегритетот на судскиот систем преку избор на суди и обвинители, кои имаат докажано искуство и знаење со минимално 10 години стаж и завршена Академија за суди и јавни обвинители. Нема повеќе вечни функции на суди и обвинители, укинување на доживотен мандат на суди и јавните обвинители и воведување на систем за реизбор на секои 6 години. Со оваа мерка тие ќе мора постојано да ја докажуваат својата компетентност и посветеност кон правдата.
службеници на народот, сите нотари и извршители ќе станат државни службеници, што ќе придонесе кон поголема контрола и стандардизација на нивната работа. Силна мотивација за високи стандарди, зголемување на плата на администрација во правосудните органи за 30%, за да се обезбеди најдобрите кадри да останат на овие критични функции за функционирање на судството. Нашиот здравствен систем треба да биде основа на надежта, а не символ на очај. Правдата треба да биде достапна за сите, а не само за оние со длабоки џебови. Нашата економија треба да нуди можност за сите, а не само за избраниците. Нашето образование треба да ја отвори портата кон иднината на секој наш млад човек. Додека ја споменуваме славната историја на Аслон и Илинден, мораме да ги препознаеме и нивните вредности кои ни ја осветлуваат патеката напред, а тоа се единство, правда и слобода. Токму овие вредности треба да бидат нашиот водич во секоја одлука која што ја донесуваме. Не можеме повеќе да си дозволиме да бидеме земја од која младите луѓе масовно се оцелуваат во потрага по подобра иднина. Мора да создадеме услови тука во срцето на Македонија, каде што секој може да ја најде својата перспектива и просперитет. Почитувани, знам зошто сте тука. Затоа дека сте одважни, честни, вредни, непоколебливи патриоти кои си го сакаат градот и државата. Но исто така знам дека сте незадоволни, понижени, осиромашени и со повредено достоинство. Знам дека ви е доста од лажни ветувања и пропуштени шанси. Знам дека не трпите неправда, лицемерие и криминална власт. Знам дека ви е доста од неказната корупција и неодговорни политичари. Знам, не сакате децата да ги гледате на видеопораки од странство, децата да учат без книги и секој ден да ви говорат како сакат да си заминат од Македонија. Знам, сакате своите честно заработени и стекнати пензии достоинствено да ги трошите, а не да размислувате дали ќе стигнат за лекови и сметки. Знам, младите сакаат да живеат во средена, нормална и просперитетна Македонија. А јас знам, верувате, зборот е збор. Ние од движењето Знам за наша Македонија покажавме дека сите не се исти. Може поинаку. Имаме знаење, имаме енергија, имаме програма, имаме волја да ја смениме политиката Македонија да биде достоинствено и среќно место за живење. Време е да напишеме нова страница во нашата историја. Страница полна со надеж и просперитет. Заедно како едно да работиме за иднина достојна на нашите предци и инспиритивна за нашите потомци. Максимум за Македонија, за наша Македонија. Одиме на голема победа, да сте ми живи и здрави! Тој е нашиот идеен творец, бранител на македонските национални интереси, човек што сите нас не обединува. Драги пријатели, на мое огромно задоволство ви го представам господин Максим Димитриевски!
To je naše Kumanovo. Makedonska, srpska, romska, albanska. Vlaška imali, ama ima Vlasi i Turci, i Bošnjaci, i Hrvati, i Crnogorci. To je naše Kumanovo, posebno po sebe i specifično po narodot koji što žive во него. I večer vas sum presrećen što imam šansa zajedno kako vas da se rodam vo ovoj grad ovde. No i vojedno da je zemam ova energija od vas i zajedno su ovije ljudje zad mene da je preneseme vo cela Makedonija. Бидејќи сите сме такви. За време на локалните избори, почитувани мои драги кумановчанки и кумановчани, ви ветив една работа. Тогаш дојдов на оваа иста бина. Застанав пред вас и ви реков: таа вечер дојдов за наше Куманово. Но ви ветив една работа. Дека наскоро со голем број на луѓе ќе дојдам за наша Македонија. И еве сме овде вечерва, одважни, горди, храбри, достоинствени. Не само што не се плашиме никому, туку испраќаме една јасна порака до Македонија, до сите нејзини граѓани, дека Македонија вечерва повторно се буди од овде, од Куманово, низ цела Македонија. Пред 5 години работев за избори и помогнав на еден човек да стане председател на државата. И истиот тој човек пред неколку дена дојде овде во наше Куманово и рече: кога вашиот градоначалник ќе испадне, го чекаме да се приклучи. На кумановски ќе му одговорува: никад па ни так. Човек прави еднаш грешка во животот и тоа му е дозволено, а народот треба да суди. А 2 пати веќе е голем проблем. Јас, почитувани мои, сакам само една работа да му кажам на мојот председател. Стево. Не Таче, не Оливер, не хеликоптери, кој сака нека лети и прелетува. Абе, човек, ова е Куманово, бе. Македонија во мало. Кај ви оди умот да ја правите оваа работа? Па тие што летат треба да не бранат, а не да не заплашуваат. Но сепак, ние вечерва сме сигурни затоа што ви имаме сите вас овде. Еден до еден, застанат рамо до рамо, нека не бројат и пребројуваат, а не има уште многу вакви во цела Македонија. И допрва ќе се крене и повторно гордо ќе се вее и македонското знаме, а и македонскиот народ. Рамо до рамо со сите своји братски народи, граѓани на Република Македонија. Јас вечерва сакам, почитувани присутни, со вас да споделам неколку работи кои што вие како граѓани секојдневно ги чувствуват. Имаме болници,
Имаме лекари. Одите да ве лекуваат. Одите здравни, се враќате болни. Влегувате да побарате да ви стават инфузија, ај што не ве разбираат што им зборувате, па не можат ни вената да ви ја погодат. Имаме судови, имаме суди, имаме обвинителства, обвинители. Одите прав, излегувате крив. Нити имало правда, ама ке има. Ислам ќе ја врати правдата во Македонија. Но при тоа, не ветинг, темелно ќе се отвара секој предмет, ќе се цени и ќе се пресудува од страна на искусни, вредни и умни луѓе, кој тоа се огрешил од законот и кој застанал на страна на политиката, а не на граѓанинот. Се боревме со години, редевме и нижевме улици, изборувавме нема правда, нема мир, а правдата дојде само за нив. Кажи, морам да се преместувам. Кажи. Морам да се преместувам, кажи ми още. Видете, Да. ке има правда, поштувани мои кумановчанки и кумановчани. Но тогаш, кога на вистинско место ќе дојдат вистински и одговорни луѓе, бидејќи овие не само што не лажеа, во целост не прелажаа, па дури и од собствениот народ се откажа. Се откажа од основните вредности на Крушевскиот манифест и јасно. Се откажа од се што е свето за Македонија. И ако им дозволиме, ќе продолжат да го прават тоа. Но затоа се одваживме ние од знам. А ние од знам сме мали, но сме големи со сите вас овде и низ цела Македонија. Но имаме и историска обврска заедно да го менуваме тоа. Бидејќи граѓаните на Македонија го заслужуваат тоа. Дојде едно време, не време, кај што пред очи ти заминува секој млад потенцијален човек од државата. Наместо да ги спречат, им вели да не сум председател и јас би си заминал од овде. Со прст не мрда, пред нивните очи ни отидоа генерации и генерации млади луѓе во кои што вложи оваа држава. А заминуваат не поради социоекономскиот момент само. Заминуваат поради неправдата, поради дивењето, самовластијата на власта, аздисаноста на власта и неправдата која што секојдневно се случува во државата. Видите, 20 години, една иста гарнитура која што со пушка ни влезе во собрание. Ги врти а левите, а десните како синџирце околу прст. Си прави мајтап и со нив, а и со државата. Станаа недопирливи. Еден пример немате во државата некој од врхушката на ДУИ да одговарал. Единствено зад нив остануваат празни дупки за наводни инвестиции на градење на фабрики во Тетово за производство на возила на батерии и маичката на Артан Груби на коридорот 8. Пукнаа 2 димни бомби. Склучија договори, дадоа аванс од 160 милиони евра. Наши и ваши пари. И никому ништо. 1 метар не е изграден од тогаш до ден денеска.
Па до кога вака? Нели треба некој да му стави крај на ова? Велат, Максиме, бе, зошто градоначалник си влезе во оваа борба? Па влегов ради овие луѓе овде уште многу вакви вон Куманово. Да ги охрабриме луѓето и да им кажеме крај. И вечерва сакам пред вас сите овде одговорно да кажам, како што реков и ветив пред 2,5 години. А тогаш не имаше многу помалку него денеска. На овие избори ќе изгуби раководството на СДСМ катастрофално. А ќе добие, знам, при тоа ВМРО нема да добие. Како? Како на локалните избори што се случи тоа и ќе го повториме сите заедно. Бидејќи ни лиферуваат анкети и ни даваат сондажи со кои што креираат јавно мнение, демек нивните рейтинзи биле големи. А кога беа овој плоштад не беше и двете политички партии до половина полн како вечерва. Па видете, народот гледа дека ножот е дојден до коска. И ние превземаме обврска да ги смениме тие нешта. Јас, почитувани мои кумановчани, вечерва сакам да испратам една порака дополнителна до вас. Да се одважите и оваа енергија на овој градски плоштад да ја пренесете до секој кумановец и кумановка. Да им кажете дека се раѓа нова политичка сила во Македонија, кое што се вика Движење Знам за наша Македонија. Движење кое што е создадено од граѓаните и за граѓаните. Движење кое дава кандидат за председател, кој што доаѓа од ке работи со и за граѓаните на Македонија. А Македонија ќе биде вечна и вековита како што била, додека векот векува и светот светува. Да живее Македонија, на 24-ти ќе им ја скршиме и едната и другата нога. А дополнително на 8 ќе ја извојуваме најголемата победа во историјата на Македонија. Затоа што Македонија ќе го даде својот максимум за своите граѓани, за Знам и за наша Македонија. Да живее Македонија! Секој ден што од Бога ми е подарен го вдишувам и го живеам ко последен како зрак. Низ облак што се пробива, нежно те покалува, знам дека се е запишано во звездите живееме. Sada nekomu pripađa, ne znaje дека за тебе јас постојам, безкрајно ти припаѓам, знам. Прости се милиони лажи, ја не сривила толку волно се само. Истина Бога не слуга, срце силно чуга да се враќа на први пат. Запеам, знај дека се е запишано во звездите живееме. Сада некому припаѓаме, не знае дека за тебе
tebe jaz postojam, beskrajno ti pripadam stran. Rasti zemljo mi razvijam, reci mi lahko.